Во просториите на општинската организација на Црвениот крст во Штип денес беше одржан иницијативен состанок на дел од волонтерите и командирот на сообраќајната полиција, на кој се разгледуваше предлог проектот Научи прва помош и однесувај се одговорно во сообраќајот, предвиден да се реализира во тековната учебна година. Во соработка, досегашната соработка со општинската организација на Црвениот крст се произлезе една иницијатива за организирање на ваква едукација на младите со цел поголема безбедност во сообраќајот, подигање на свеста на сите учесници во сообраќајот, а со тоа да се намалат сообраќајните незгоди, како и последици од истите. Предвидени се реализација на повеќе активности, како што се обуки за прва помош, обуки за безбедност во сообраќајот. Предвидено е да се организираат надпревари, телевизиски квиз, со цел подигнување на свеста кај младите за овие две дејности, поттикнување на надпреварувачкиот дух кај младите, со што се надеваме дека оваа година бројот на младите лица кои што ќе бидат обучени ќе биде зголемен за разлика од ланската година. Целна група на проектот се учениците од основно и средно образование, на кои представници од сообраќајната полиција и волонтерите на Црвен крст ќе им ја презентираат важноста на одговорното однесување во сообраќајот и значењето на првата помош како во секојдневниот живот, така и при сообраќајни незгоди. Кои ќе се најдат кои ќе се затекнат на место на сообраќајна незгода, односно во поопасна ситуација, да разликуваат живот или смрт и на тој начин да знаат на правилен начин и навремено и правилно да укажат прва помош со цел да спасат некој живот. Последователно обучувањето ќе биде сигурно претходно предвидени термини или низ училиштето. За почеток учениците ќе добијат промотивни материјали кои наскоро ќе бидат дистрибуирани во училиштата, пошто ќе може да се пријавуваат за учество во проектот. Ќе се организираат повеќе работилници, а последната активност на проектот Научи прва помош и однесувај се одговорно во сообраќајот ќе биде организирање на квиз надпревар каде ќе се промовира стекнатото знаење. До сегашните искуства покажуваат дека се пријавуваат околу 70 до 100 ученици. Очекуваме и поголем број на пријавени, затоа што учесниците ќе можат да формираат групи по 5-6 души и при тоа тоа ќе биде како еден надпревар со повеќе групи и при тоа најдобрите би биле наградени. Според првичниот план предвидено е овој проект да заврши пред крајот на учебната година, односно во мај 2016.